Не престануваат жестоките реакции за новиот закон за плати во јавниот сектор. Од Сојузот на синдикати реагираат дека тој е неуставен и незаконски и владата планира да го донесе за да го отстрани мислењето на синдикатите и да го сопре социјалниот диалог. Од ССМ бараат тој да се повлече и до работи за да се заштитат правата на работниците. Синдикатот стравува дека со новиот предлог закон се овозможува владата, односно министерот за финансии, да ги менува, односно намалува платите како што сака. Неуставен и незаконски е нашата оценка моментално, но овој предлог те што го објавија НЕНР на 29 декември. Не знаеме точно намерата на владата, каде одеднаш излезе овој закон. Не е воопшто онаков како што се најавуваше дека ќе биде со континуиран пораст на плати, дека ќе има добра методологија, а намерата на Министерството за финансии и труд и социјална политика е да и на владата воопшто да нема нови колективни договори во јавниот сектор. Тоа е веќе видено од минатата година со предлог мерките. Реакции и од СОНК. Оттаму велат дека со овој закон се рушат сите тешко постигнати колективни договори. За СОНК е тежок удар тоа што една социјалдемократска влада се обидува на ваков начин да го уништи синдикалното движење. Тврдат дека никој не ги консултирал при изработката на новиот закон. Констатираме или сметаме дека е противуставен, дискриминирачки, спротивен на интересите на работниците во јавниот сектор и не му дава можност на колективното договарање и колективните договори да ги подигнат правата на работниците во јавниот сектор. Туку напротив, и некои права кои што се веќе стекнати согласно колективните договори ќе бидат укинати. Во меѓувреме владата не пропушти да се пофали дека годинава ќе зголемува плати во јавниот сектор. Сепак буџетот предвидува тоа да биде селективно. Вработените во Министерството за финансии ќе добијат за третина поголеми плати, а високо покачување ќе имаат и оние во одбрана и образование и наука. Другите плати ќе стагнираат, а со новиот закон синдикалците стравуваат дека можат да одат и надолу.